Деновиве заменик министерката за финансии Гордана Кочовска-Димитриевска излезе со фрапантни информации за пораст на трошоците за времени вработување. Иако СДС во кампањата 2016 година ветуваше дека ќе создаде стручна и ефикасна администрација со примена на принципите за праведност и стручност во вработувањето, односно дека нема да ја користи администрацијата за згрижување на партиските кадри во власта, сепак, она што се случи подоцна е апсолутна спротивност на ветеното. Бројките за потрошени средства за привремени вработување на определено време бележат значително зголемување во мандатот на СДС. Во 2015, само за пример, за времени вработувања се потрошени 302 милиони денари. Во 2016 333 милиони денари. Во 2017 347 милиони. Во 2018 таа бројка пораснува на 490 милиони денари. Во 2019 600 милиони, што е практично дуплирање на средствата потрошени 2015 и 2020 за половина година, односно со бројките со кои што располага Министерството за финансии до овој момент, 335 милиони, односно повеќе од цела 2016 и 2015. Привремените вработувања станаа алатка за партиска корупција и влијание на избори. Уште повеќе, во време на корона, здравствена и економска криза, при намален обем на работа, оваа влада во заминување во април и мај 2020 објавила огласи за јавни набавки за агенции за привремени вработување во вредност од 1,4 милиони евра. На ваквото трошење на народни пари мора да се стави крај. Должност на народот е да се спротистави на корупцијата. Времето на обнова доаѓа наскоро.